Како последица на модерниот начин на живење, за жал, се повеќе луѓе имаат проблеми со покачен холестерол, триглицериди и замастен црн дроб. Може ли да ни дадете некои совети и насоки, кои билки и кои чаеви можеме да ги користиме за овие проблеми? Да, во право сте, последниве десетина години нагло е зголемена побарувачката на билки, односно на чајни комбинации кои што се за чистење на црниот дроб, за холестерол, за триглицериди и за чудо можам да кажам дека билките се навистина добри кога се во прашање работите околу црниот дроб и околу крвните садови, тие се добар чистач. Значи, она што би било главно мој совет до вашите гледачи е јадете доста овошје и зеленчук. Затоа што овошјето и зеленчукот се сапун за вашите крвни садови, за црниот дроб, додека зеленчукот има друга функција. Така да и зеленчукот е добар, меѓутоа ако сакате да исчистите, тогаш овошјето мора неколку овошки во текот на денот да имате и ќе имате добар црн дроб. А што се однесува до билките, во балканската фитотерапија од постари времиња билки кои што најчесто се препорачувале за црниот дроб од секогаш биле шарениот трн, ајдучката трева. Таа е еден од најстарите и најкористените лекови на нашето поднебје. Тука секако е и ментата, тука е тегавецот, го кажав шарениот трн и подабецот како билка исто така бил секогаш популарен кога е прашање црниот дроб, меѓутоа со него може и да се претера, значи тука треба умерено и секогаш одат билки кои што се добри за црниот дроб, например кои што го поттикнуваат лачењето на желудочната киселина, го чистат црниот дроб, а во исто време се и диуретици или делуваат хепа протективно на црниот дроб и во комбинација најчесто одат, ќе повторам, глуварчето, особено коренот или листот од глуварчето, чичокот, ја споменав ајдучката трева, тука доаѓа ментата, по некој диуретик, например, како што е конјското опавче или брезата, инаку и самиот шарен трн или Силибиум марианум е многу корисен во таквите комбинации и како диуретик. Тоа го вели народната медицина. Таа вели дека и пелинот е добар од горчливите билки и дека линцурата е добра, дека црвениот кантарион исто така треба да се става во тие комбинации. Црвениот кантарион е всушност од фамилијата на линцурите. Имате сина линцура, жолта линцура и ова кичица или црвен кантарион, го немаме тука. Тие се исклучително горчливи, меѓутоа исклучително добри. Од друга страна пак модерната фитотерапија, односно истражувањата последниве децении велат дека на прво место е артичоката, на второ место е шарениот трн. Главно фокусот на научните истражувања е на артичоката, на шарениот трн и русата се споменува. Русата во многу мали количини како исклучително добра и за црниот дроб и за дебелото црево. Зошто артичоката? Артичоката ние култивираме веќе 15 на години и навистина имаме доста искуство со неа, освен што е лесна за одгледување, незиниот лист и во научните истражувања се покажува дека е исклучително добар кога е во прашање намалувањето на холестеролот, триглицеридите и има уште еден страшно добар ефект, а тоа е диететски ефект, значи ако пиете подолго време чај од лист од артичока, имате и многу подобра линија. Значи, сме имали во искуство такви комбинации, го давате чајот за црниот дроб, човекот прашува, ма дали ја од што ослабнав и како. Едно мало поголемо наши истражување покажа дека исклучително добри ефекти дава. Дури и Европската комисија ја препорачува кога ги правиме тие здравствени тврдења, во сите тие чаеви кои што се за ослабнување е дозволена употребата на артичоката и има доста пофални зборови. Тие обично се скржави на тоа што го дозволуваат за билките да кажете, меѓутоа за артичоката навистина дури има и тоа паблишет и како силен антиоксидант и како билка за која што можете и во чаевите да наведете дека навистина помага во слабењето. Значи артичоката е една прекрасна билка и кога ја јадете, значи пупките од
артичока поретко ги има на нашиот пазар. Не се толку популарни кај нашиот народ затоа што билката не е баш наша автохтона, меѓутоа многу убаво успева, многу лесно се сади. Имате два видова што се јади, ова дивата ние и двата култивираме. Листот и од двете е многу квалитетен, а за исхрана е повеќе од ова, како ја се велам питом артичока. Инаку цинарас колимус е и за двете латинското име, и двете убаво успеваат, не мрзнат, особено ова што ја користиме за чај, така да топло ја препорачувам малку да ја проучат и да може и да се набави една прекрасна благородна билка. Шарениот трн е популарен, него го имате и во природа, тоа е Силибум марианум, народот го вика бел трн, магарешки трн, шарен трн, сикавица. Него можете да го најдете и на повлажните места, изобилува Вардар и деловите околу Скопје и надолу покрај Вардар и покрај други реки со ова билка. Таа се бере некаде во мај, јуни, значи тука јас велам околу Ѓурѓовден, околу почетокот на мај, се до јуни, почетокот на јуни можете да наберете. Семето од неа се користи, меѓутоа многу е добра целата билка, надземниот дел, многу тешко можете да го наберете семето, па тешко можете да го смелете, а можеби дури и поголем ефект имате ако го наберете листот, помладите листови, цветот и ако направите чај. Така да во добрата заштита рековме овие билки на црниот дроб навистина може да покажат резултати, се разбира и тука треба барем пиење од најмалку 30 дена.